за 2 часа и 15 минути за 20 евра по правец, секој понеделник, среда и петок ќе се стигнува од Скопје директно до чешката престолнина. По неколку години повторно се воспоставува линијата Скопје-Прага, со која ќе управува унгарската компанија Визер. Новата линија, како и секоја нова дестинација што се отвара за граѓаните, е нова можност за подобра економска соработка, за повеќе туристи, за побрз развој на бизнисот и за нови партнерства. Тоа е и можност за поголема видливост на Македонија во европските економски и технолошки текови. Дека оваа авиолинија ќе зголеми соработката, се согласија сите говорници кои присуствуваат денеска на официјалното отворање на линијата Скопје-Прага, министерката за енергетика Сања Важиновска, чешкиот амбасадор во земјава, директорот на ТАВ Македонија, како и представник на унгарскиот гигант Визер, чии изјави ги слушаме во продолжение. Авиосообраќајот не е изолиран сектор. Тоа е дел од поголемата слика, модерна инфраструктура, стабилна економија и одржлив развој. Како влада, создаваме амбиент во кој ваквите линии не се изолиран случај, туку се дел од долгорочна визија за поврзана, современа и конкурентна држава. То верувам и ќе ми биде многу мило доколку оваа дестинација ви овозможи да ги откриете убавините на Прага и Република Чешка, а и обратно, убеден сум дека моите сонародници со помош на овој лет ќе можат да ги откријат убавините на вашата земја. This new route is the result of a strong cooperation. Оваа нова авиолинија е резултат на силната соработка со нашата влада и Министерството за туризам и изразувам искрена благодарност до нив за нивната поддршка. Оваа авиолинија е повеќе од лет. Представува мост за туризмот, бизнисот, економската соработка и културната размена меѓу нашите земји. We will have 3 flights initially. Почетно одиме со 3 лета кои што се закажани за понеделник, среда и петок и мислам дека тоа ви дава доста голема флексибилност да изберете кој лет би ви бил најпристапен и најевтин. Може да одите преку викенд од понеделник, од петок до понеделник, може за бизнис да одите, да се вратите по 2 дена, да изберете кој лет најмногу ви одговара. Новата авиолинија Скопје-Прага уште во јулија најави министерот за транспорт Николовски, кој објави други 4 линии, односно линиите кои што веќе стартуваат до Стокхолм, Мадрид, Бари, Келн, а од денеска и линијата Прага-Скопје. Од септември лани до оваа година имаме вкупно 21 нова дестинација од Скопскиот и Охридскиот аеродром, кои се финансираат, односно добиваат поддршка директно од владата по пристигната патника, односно туристи. Со тоа, со новите линии практично се бележи раст на континуиран раст кој од ноември минатата година, споредбено со ноември оваа година, достигна раст од 25%, односно за 1/4 е зголемен бројот на патници што патуваат од македонските аеродроми. Од 6 април веќе следната година ќе стартуваат линиите Скопје-Наполи, Скопје-Будимпешта, од 28 јуни Охрид-Катовица, Охрид-Вроцлав, Охрид-Милано, а ќе стартува и редовна линија Охрид-Виена на Austrian Airlines. Следната година, според најавите на ТАВ Македонија, се очекува раст на авиосообраќајот за 20%. Студио.